Зимата знае да биде забавна, особено ако имате вистинска играчка за снежни лудори. Но со CF Moto видовме дека овие квадови не се погодни само за забава, туку и за работа. Да не должиме многу, стартуваме со возењето, но прво ќе треба да ја облечеме нашата заштитна опрема. Овие неколку минути што одат ќе бидат возбудливи, затоа што видовме многу интересни места, но и поминавме многу непријатен терен токму со овие квадови. Да се учествува на зимското искуство на CF Moto беше вистинско уживање. Не знаевме што ќе биде поголем предизвик, дали ниските температури или снежните предели на Националниот парк Копаоник. Крајот на декември беше одреден да се соочиме со стандардната понуда на квадови и УТВ возила на оваа кинеска марка, но за оваа прилика опремени со снежни додатоци. Топло добре дојде ни посака организаторот Гевара Моторс, регионалниот увозник кој во соработка со CF Moto Македонија, CF Moto Црна Гора и поддржани од Екзит Рента Копаоник ни ја презентираа програмата. Po prvi put smo napravili jedan događaj pod nazivom CF Moto Snow Experience, gdje smo na fantastičnim lokacijama na Kopaoniku u saradnju sa šaleom Vrhovi Kopaonika i sa Exit Rentom organizovali jedan nesvakidašnji event na kome su prijatelji brenda imali mogućnost da po prvi put probaju vožnju po dubokom snegu na prelepim lokacijama Kopaonika uz kompletan ugođaj sa svim drugim, da tako kažem, primesama koje Kopaonik i vrhunsko ugostiteljstvo na Kopaoniku nose sa sobom. Danas na ovom zanimljivom poligonu svi učesnici imaju mogućnost da probaju vožnju u kontrolisanim uslovima, da osete kako idu vozila po dubokom snegu, kako se kreću, kakva je upravljivost, dok ćemo nakon ovog događaja, odnosno sutra, imati vožnju po prelepoj ruti kopaoničkim obroncima, po netaknutom snegu, gde će ugođaj vožnje ovih vozila doći do punog izražaja. Tako da verujemo da će utisci biti potpuni tek sutra po završetku sutrašnjeg dana, odnosno završetku sutrašnje vožnje. Во шалет Копаонички врхови беше нашата база од каде тргнавме на спектакуларни снежни возења. На располагање ни беа 8 примероци распределени во 3 модела, 2 квадови и 1 УТВ. Првите две се Sea-Force 625 и Sea-Force 1000, задвижувани со мотори од 580 и 963 кубни сантиметри, двата впарени со CVT менувач. Нив во потполност ги контролира Bosch систем за електронско впрскување на горивото, овозможувајќи завидна перформанса и економичност. Помалиот испорачува 40, додека мускулистиот 85 конски сили, кои во пракса се покажаа како разумно решение за задачите што се пред нив. Иако оптеретени со гасеници произведени од Касмо, сертифицирана дополнителна опрема достапна во мрежата на CF Moto, тие даваат линеарни перформанси проследени со мала потрошувачка. CF Moto организира презентација на АТВ возила, кои се не само за летни, него и за зимски услови употребливи, и тоа во тешки екстремни услови, со монтажа на гусеници. Со ваква опрема, овие возила и клиентите може да стигнат на тешко достапни места во многу екстремни услови, кај што може да посетат многу убавини од природата. Утринското возење се состоеше во поминување снежни рути низ првата зона на Националниот парк Копаоник. Гледките што се отвораа пред нас беа спектакуларни. По само неколку километри нашата колона застана на фотосесија. Во далечина се назираше Дурмитор во Црна Гора, а гледката ја заливме со шоѓичка еспресо подготвено на лице место. Беше време да продолжиме понатаму. Пред нас е долго спуштање во долините на Националниот парк, богат со дивеч. Возејки во колона ги ротиравме квадовите и можевме да ги почувствуваме оптималните перформанси.
Возејќи во редуциран пренос поради гасениците достигнавме едва и 45 км на час, но по големиот дел од рутата движењето не надмина двојно помали вредности. Поради тоа, ниту моделите со посилни мотори не се гушеа, ниту оние со помалите не се напињаа. Колоната имаше добар ритам се додека не налетавме на пречка. Со снег покриениот шумски пат ни беше попречен од паднато стебло. Домакините беа подготвени за секоја ситуација. Веднаш се активира моторната пила, со чија помош стеблото беше исечено на 2 места. Остатокот од трупецот беше одвлечкан од страна на патот со квад. Опремен со мотор од 85 коњи, има доволно сила да изврши ренџерски должности, па не му е проблем да го употреби винклото за тоа. Робусната изработка и одличниот механички склоп дадоа импресивен резултат. Продолживме во нашата колона импресионирани од возилата што ги управуваме. Во улога на логистичко возило премиерно настапи U-Force 1000 XL, транспортер за 6 лица и комплетен багаж. Погонуван од 2.2 мотор со 4 вентили по цилиндер се покажа како одличен работен коњ. Во овие несекојдневни услови на возење до израз дојде ергономијата и управливоста на квадовите оптеретени со гасеници. Винклата не е само моден детаљ, туку неопходна алатка кога се вози во дивина. Голем недостаток на тие ниски температури беше немањето греење на рачките и седиштата на возилата, што престојот на студот ке го направеше попријатен. Ми студи. Моите прсти на нозете и на рацете како и да не ги чувствувам, но задоволството е големо. Уште поголемо задоволство сега ќе имам таму некаде 10 метри позади мене. А што ќе правам кога ќе заврши оваа емисија ќе видите.